Почитувани граѓани, наместо предизборно ветените 10 нови патнички комбиња, вчера владеачкото мнозинство во Советот на општина Прилеп прифати донација на 4 минибуси со просечна старост од 18 години. Не само што граѓаните на Прилеп сведочат на уште една изборна лага на ДПМН и Борче Јовчевски, туку вчерашната седница го потврди хаосот кој владее во партијата на власт. Имено, Бранко Нешковски, директор на ЈППУП, во чија собственост ќе бидат минибусите, одговорницата тврдеше дека нема да биде прифатена донација на возила произведени пред 2013 година. Или конкретно, дека минибусите кои ќе служат за превоз на ученици од населените места нема да бидат постари од 12 години. Истовремено, во материјалите доставени до советниците, на кои стојат имињата на градоначалникот Борче Јовчевски и председателката на Совет Ирена Стериовска-Локвенец, јасно пишува дека донацијата од страна на ДТУ, Унипромет, ЕНМ, ДОЕЛ Скопје се состои од минибуси произведени во 2006, 2007 и 2008 година, што ќе рече дека истите се стари 17, 18 и 19 години. Ваков скандал, ваква неусогласеност и отсуство на елементарна координација на првите луѓе на нашата општина, прилепшани не паметат. Но она, зашто граѓаните е поважно од разногласието во ДПМН, е прашањето за безбедноста на учениците кои ќе се возат во 2 децении стари возила. Признанието на Нешковски дека возилата воопшто ги немаат видено и не знаат во каква состојба се наоѓаат, сериозно ја наметнува дилемата дали минибусите ги исполнуваат техничките и безбедносните стандарди за превоз на учениците. Дали и кој од функционерите од локалната власт на ДПМН може да им гарантира на родителите на учениците од населените места во општина Прилеп дека нивните деца безбедно ќе патуваат до училиштето и назад. Градоначалникот Јовчевски и директорот Нешковски имаат обврска да ја расчистат дилемата кои минибуси ќе бидат прифатени како донација. Оние со просечна старост од 18 години, како што стои во одлуката за прифаќање донацијата, или некои сосема трети. Ви благодарам.